Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Бабата го погледна часовникот во кујната. Дени веќе требаше да биде дома. Таа тивко се молеше додека Анет и татко ѝ се искачуваа на планината за да го бараат Дени. Дени! Дени! Не слушаш ли? Тато, сигурно Лука има некаква врска со ова. Брзо ќе дотрчам и ќе го прашам. Анет почна да трча кон куќата на соседите, а потоа во шталата. Подвижна како дива мачка, се искачи на скалата и му се нафрли на Лука кој плачеше. Каде е Дени? Што му направи? Не знам каде е. Јас не бев виновен. Што не беше твоја вина? Кажи ми каде или ќе повикам полиција. Дени е мртов. Лицето на Анет стана ужасно бело. Потоа трчаше по Лука кој ја одведе до бездната каде што падна Дени. Таткото се спушти во неа со јаже. Легнат на еден камен, го најде Дени со многу искривена нога. Дени е жив! Не паднал долу да се удави во брзата река. Анет гледаше како татко излегува по карпата со Дени, кој дури го спасил и мачето. Бог го заштити животот на Дени, но и покрај добрата грижа во болницата, тој можеше да оди само со патерици. Лука е виновен. Беше ли Анет во право? Го мразеше Лука и стануваше се понесреќна. Во незиното срце немаше место за сето тоа што татко и навечери го читаше од Библијата. Не ја интересираше тоа што Исус ги сака сите и ќе ни прости за нашата омраза. Проштавање? Не. Сакаше одмазда. Еден ден Анет откри прекрасно изрезбано пони на скалите од куќата на незиниот сосед. Се восхитуваше на гривата и копитата. Беше многу добро направено. Не мислев дека Лука е способен за тоа. Сигурно сака да ја освои првата награда на надпревар во училиштето. Но јас ќе го спречам во тоа. Силно го тресна уметничкото дело на земја, го изгази и го искрши на парчиња. Во срцето имаше премногу омраза, што токму тогаш излезе на виделина. Анет знаеше дека низината подлост е погрешна, но помисли, Лука е многу полош од мене. Тајно се оддалечи. Во следната драма ќе ви раскажам што се случи потоа. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!